Сега ќе отвориме дискусија. Може од овој дел прво да земеме некој прашање. Сакам да замолам да бидеме кратки, без разлика дали станува збор за прашање или коментар, и да го кажете доколку е прашање, до кого од говорниците го поставувате прашањето. Повелете. Имам еден коментар. Пошто јас сум од сферата на енергетиката, знаеме дека сега имаме нов закон за енергетика. Ниедно граѓанско здружение не беше контактирано нити консултирано во процесот на изработка. Не знам зошто, ако може оваа практика да не биде практика во иднина, да се смени. Сепак ние со години работиме во овој сектор, имаме некои познавања. Благодарам. Јас сум представник на Здружение на граѓани за праведно судење и применување на законот, или скратено ЗАПРИ. Ние постоиме од 2010 година и работиме на проблемите што се јавуваат во судот и судското работење. Утврдено е и заклучено е дека законот, што е за судовите, буквално е неприпатлив, во смисла на член 65, 69 и 70, и тие мора да претрпат измена. Тоа е едно. После тоа, во законите што се општо земено има членови што не би требало да постојат, као што е примерно член 403 од Законот за кривична постапка, дека судијата може да донесе ослободителна пресуда ако тоа дело не е кривично дело спрема законот. Тоа е, мислам, апсурдно нешто, затоа што ако више во кривични закони постои член дека е кривично дело, тогаш во ЗКП вика не е кривично дело. Значи, во секој случај може да биде ослободен граѓанинот. Значи, тука више се работи чисто за мито и корупција. Сега, ние имаме дадено предлог на 23.5. овде каде владата, како ние тоа го замислуваме. Односно, секој еден граѓанин, што е, би требало да одговара за своето однесување, за својата работа. Не можеме ние во членот 9 од Уставот да го ставиме дека сите граѓани на Република Македонија, без разлика на вера, националност и така натаму, се одговорни пред законот на Република Македонија, а во член 64 од Уставот пратениците уживаат имунитет. Во член 100 судиите уживаат имунитет. Зашто? Затоа што тие не се граѓани на Република Македонија. Мислам, те едно со друго се коси. Значи, ние тоа го имаме работено, сме го работеле, го работиме, мора да се претрпат, законот мора да претрпи измени. Затоа што судот, како суд, и Уставниот суд, и општо земено, значи, другите закони, тоа се фактички представува столб на државата. А после тоа, сите овие закони може да се прават како ќе се прават. И на крајот требало да завршите мислата. И на крајот би требало овој закон што ќе се донесе, би требало да важи барем 100 години, да народот се навикне на законот, да не се менува годишно. Благодарам. Сега ние имавме процеси на консултации, конкретно се обидувавме да коментираме на документите од Европската Унија, се обидувавме да се вклучиме во секторските работни групи за програмирањето на ИПА. Тоа го подолг период го немаше, сега пред неколку месеци веќе се случи тој процес и се интензивира активностите. Сега имаме други дилеми, ако предходно никој не викаше на процеси на консултации, сега сме на сите страни застапени и веќе доаѓа момент каде што треба да ги приоритизираме работите и се согласувам со Фани дека многу е битно за јакнување на тој структурен диалог на граѓанските организации, бидејќи повеќе процеси се одвиваат во исто време, имаме дупликација на напорите, некогаш не знаеме, немаме јасна представа кои сите видови на консултации се одвиваат во различните институции, а од друга страна за нас е предизвик текот на консултациите, дали во целост ги одразува интересите на граѓанското општество, интересите на пошироката јавност како консултација и
во ситуација од друга страна пак кога ги имаме институциите, не сме сигурни дека службениците и лицата кои што ги представуваат институциите до крај целосно се овластени да преземат мерки по однос на она што го работиме. Коментарот ми бил дека да, постојат различни тела, има и механизми, тука се на место, значи, структури, но потребно е, да кажеме, едно прецизирање на тој структурниот диалог, за да имаме продлабочени и квалитетни консултации, кои што ќе вклучат поширок број на чинители, но и нови врски во однос на таа соработка. Door de praktiek daarsmen, че ги башкунем мидис чевериз да сектори цивилна Република на Македонис да активизоат матепар да машпейт. Праси се витам дje на ни информатни такимте креатарит та комуна са Кумановас да джум ни информат. Се накрасиме витинема паршем школор, третият фами ян региструар ма пак на витин школор. Ветам ни минута. Тук немате превод, може да... Ти продолжам на македонски. Добро, нема проблем. Значи, упатуваат критика во врска со соработката меѓу граѓанскиот сектор и владата. Примерот го укажува на вчерашната изјава дадена за... На вчерашниот контакт помеѓу градоначалникот на Куманово и граѓаните во отворен простор чувме една информација во која кажува дека во ова учебна година се запишале во првото оделение помалку во однос на претходната година токму 300 деца. Тоа што значи дека над 300 семејства се раселени за ова што зборуваше председателот на младинското младинта, доаѓа до еден друг податок дека се бегат повеќе млади. Треба во тој однос ние правиме добри стратегии, добри планови, но како ги реализираме, дај да видиме кога на крајот она што кажа министерот за информативно општество до 2025 година. И прашање, уште еднаш, пред тоа да кажувам уште нешто, дека граѓанските организации, цивилниот сектор не е само во Скопје. Имаме и други региони и други урбани средини во Македонија, а посебно зборувам за руралните средини кои се запоставени последно време. И прашање за председателката на Совет Фани, колку број Советот на граѓанскиот сектор, колку се од Скопје и колку се од другите центри или и третото прашање од руралните средини. Зашто тие се тотално запоставени. Благодарам. Администрација во иднина да ги преземе електронските апликации од министерствата кои се сервис на граѓаните и вработените. Ова го прашувам од проста причина што од делот на образованието само ќе нагласам. Електронските апликации во делот на образование за наставниците, гледам има и доста мои колеги овдека, ги работат во моментов некои приватни фирми и ги одржуваат и се доста неефикасни. Тоа се електронски апликации на министерствата или на владата, а се дадени на одржување на некои приватни фирми, каде што, пример, електронскиот дневник, емисот и така натаму, колегите наставници се сеќаваат со огромни проблеми, со пристапот до нив, неефикасноста и така натаму. Дали министерството предвидува во иднина да ги преземе во својот ресор за работа, каде што би можеле да биде директна комуникацијата на корисниците со владините институции. Благодарам. Благодарам, Димовски. Сега ќе се обидам на се по нешто кај што можам да дадам коментар. Нормално после можеме и дополнително. Во однос на законот за енергетика, дека не биле консултирани граѓански организации, како да кажам, катастрофална грешка и тоа треба да го направиме во следниот период. По сите овие сега можност во следниот период и на крајот на денот ништо не е во камен, се може на крајот на денот да се смени. Ако имаме добри предлози, тука сме и отворени да ги слушнеме предлозите и да земат
учество, да, беше на ЕНЕР, како што веќе кажавме, анализата тоа го покажа, меѓутоа ЕНЕР не е само единствениот механизам на кој што треба да се консултираме и пред се уште постојат шанси и можности да бидеме во континуиран диалог за да се земат во предвид и некои дополнителни предлози кои што треба. Во делот на судењето навистина се конкретни прашања за кои што немам соодветен одговор. Она што само можам да го кажам е дека сега може мој личен впечаток. Не се некогаш законите пречка во Македонија. Проблемот е што не си ги почитуваме законите. Инаку законите и пречесто ги менувавме. Што не доведе до правна несигурност и самите викате и да му се даде шанса на законот 20 години да функционира. Ама да го почитуваме. И не зборам само не граѓаните, не го почитуват институциите, не ги почитуват законите. Во делот на ИПА структурите, ќе кажам така, државата нема капацитет да ги инхибира сите можности кои што ни ги нудат ИПА фондовите. И се овде ќе зборам искрено и тие што ги имавме капацитети си отидоа, знаете како, до граѓанскиот сектор. Дел од вас се тука. Во моето министерство има еден човек само што работи ИПА. А тешки милиони евра влегуваат и се надевам тек ќе влезат, затоа што имаме сериозни најави со дигиталната агенда од страна на Европска унија, Берлински процес, Западен Балкан, ќе дигитализираме, ќе правиме, но со еден човек, кој што е на ниво на помлад соработник. Човек го зема помала плата од било кој веројатно и сработува одлична работа. Да не беше тој, ни регистр на население ќе имавме, ни национален портал, ни отвор, ништо ги нема. И затоа се враќам на она што го зборувам претходно. Во овој дел еден од класичните примери кај што имаме многу поголем капацитет во граѓанските организации отколку што имаме во институциите. И овде ќе ни треба сериозна помош. Супер е што сте вклучени. Ама тоа не ни врши работа. Не ни врши работа на државата, на сите граѓани. И апсолутно треба да смислиме структуриран начин како да почнеме да работиме на крајот на денот, без разлика оваа власт следна било која. На државата и требаат овие капацитети. И наша е исто така добро и задачата да смислиме начин како да ги мотивираме луѓето да дојат да работат. И веќе заедно со вице-премиерот за европски прашања, министерот за финансии, има некакви предлози кои што ги разгледуваме баш за конкретно луѓе што би се ангажирале за планирање, потоцна и спроведување на ИПА проектите и програмирање нормално. Дали тоа ќе биде некоја посебна институција или ќе бидат распространети по сите институции, ќе видиме, гледаме да бидеме најможно ефикасни, да ја постигнеме целта, да имаме пари за тоа. Конкретен предлог неам. И за ова што го кажа председателката претходно, за структурираниот диалог. Оно што, мислам, и го знаевме, ама тек особено сега од кога влегов како министер надлежен за администрацијата, дека институциите се разрушени. Системот разрушен. Не постои во многу институции. Меѓутоа, оно што оваа влада го реши како свој став, дека тоа не сме да не биде ограничување. Ако ние сега кажеме дека затоа што немаме капацитети, не знам, за ИПА во МИО и затоа нема да аплицираме за ИПА проекти и нема да користиме европски фондови, не мислам дека тоа е решението, па да чекаме да направиме структура. Не, ние се дававме стратегија, имаме цели, мерки, рокови и наша работа е како ќе се снајдеме. Ќе се превртуваме на глава ако треба и заедно со вас и ни помагате. Мислам, имаме сериозна помош од граѓанскиот сектор и ќе стасаме до некако решение. Но, еве, она извонреден предлогот за тематски посебен состанок на оваа тема и за преговорите, ама еве не преговорите, само да ги инхибираме финансиските средства кои што се нудат на Македонија, нас не треба структуриран не диалог, него структурирана организација веќе на оваа тема. И апсолутно давајте предлози, ние ќе имаме некој добар овој предлог. Во делот од Натура од Липково, тука повеќе председателка на Советот ќе даде, тука може и наша грешка, ваков тип на средби од страна на институциите треба да ги организираме надвор од Скопје, така да не е се Советот и само Советот, туку тематски особено ако се на некоја тема, апсолутно треба да. И еве тука и Дарко малку за младите ќе збори. Во однос на мојата тема, електронската апликација, тука знаеме, нема долго.
Нема да ги превземеме, но го формиравме Националниот совет за ИКТ. И тука два проблема се. Прво, дека секоја институција, министерство, во делот на информатичко-комуникацијските технологии, вклучително апликации, си правеле што сакаат, без никаква координација, без никаква комуникација, без ништо. И затоа имаме такви решенија. Секаде различи. Втората работа е проблемот во Законот за јавни набавки, кој што особено во IT делот има ограничување. Пазете, и се многу убаво звучи кога кажете дека најниска цена се е единствен критериум за некакво решение, ама најчесто најниската цена во делот на IT решенијата не значи и квалитет. И во овој пример и во многу други примери. И кај нас во Министерството сме купиле некакво ефтино, демек, софтверско решение, после имаме проблем со одржување, имаме проблем со надградба, и имаме два случаи кои што фирмите не постојат, пропаднати се. И сега треба да го фрлиме исто тоа решение и да купуваме ново. Значи, ово испаѓа најскапо решение, не е најефтино. И затоа владата веќе на следната седница во вторник, можем да најавам, меѓутоа веќе ги донесовме таа одлука на Националниот совет за ИКТ, ќе имаме централни ИКТ политики. Се што ќе биде набавка, а што ќе има врска со апликации, софтвер, хардвер и така натака, ќе оди на разгледување на Националниот совет за ИКТ. Паралелно со тоа Министерството за финансии и дел од вас се вклучени, подготвува измени на Законот за јавни набавки, кој што покрај најниска цена во одредени области, нормално тоа да биде транспарентно, отворено, да не дава можности за корупција, се подготвуваат измени во соработка и со ММФ и со Светска банка кои што консултираат во овој дел, измени во Законот за јавни набавки кои што особено во делот на ИКТ технологиите ќе ни дозволи да имаме и поквалитетни решенија, кои што иницијално може би чинат повеќе, но вкупно чинат многу помалку. И се многу подоверливи и нема да ги имате овој тип на проблеми. Вклучително и вие апликации веќе со следното буџетирање. Значи во делот на планирањето, не е само набавки да ги гледаме што прават, туку во планирањето, како што ги доставуваат буџетите за следните години сите институции до финансии да им кажат дали имаат пари или немаат пари, до Националниот совет за ИКТ ќе доставуваат само дел од за ИКТ решенијата да им кажеме дали има смисла таква работа или нема смисла таква работа. Благодарам. Важно да организациите надвор од Скопје учествуваат во сите овие процеси. Ние како фондација многу сме се залагали и се залагаме за тоа што коренот и темелот на демократијата е таму долу на локално ниво. Ако не ги градиме капацитетите за демократија кај локалните организации, демократијата на национално ниво за мене е под прашање. И апсолутно се согласувам со вашиот коментар. Веројатно нема да имам најпрецизна цифра, но она што со сигурност можам да го кажам дека од 16 представници на граѓански организации, тројца се представници кои што се чии организации се или надвор од Скопје, или се организации мрежи и вклучуваат, имаат своји канцеларии во други градови. Сузана Никодиевич е тука, ако има прецизна цифра може да ме коригира, но би рекла во овој контекст колкумина се членови на Советот надвор од Скопје, битно е да видиме, бидејќи тоа беше транспарентен процес на избор, се номиниравме, се само номиниравме или други не номинира се, веќе не знам како беше, само номиниравме, па не избира, многу е битно колкумина надвор од Скопје се номинирале, а колку се од нив избрани. Сузана, имаш нешто плюс да додадеш ново? Пријавија повеќе од 50 на кандидати и јавно беа објавени биографиите и мотивацијските писма на нашата веб страница, а изборот беше по пат на гласање од страна на граѓанските организации, така што во структурата на Советот точно е од 30 членови, 16 се од редот на граѓанските организации, а 3 од овие организации се со седиште надвор од Скопје. Сулемани напомна нешто во однос на средбите и во однос на брейндрена што се случува во Македонија. Јас и во моето воведно излагање напоменав дека организиравме консултативни средби за Законот за млади надвор од Скопје, конкретно во Куманово имаше, во Липково ќе има, мислам дека до крајот на овој месец или почетокот на другиот месец, што значи дека и кога ќе имаме драфт верзија ќе продолжиме со консултативните средби да го презентираме сето она што сме го напишале ширум градовите низ цела Македонија, така да повторно и во Куманово и во Липково и во сите општини ќе поминеме. Воведовме еден таков начин на функционирање и така и ќе продолжи.
Во однос на оцелувањето на младите од Република Македонија, за жал тоа е вистина. Еден податок од Светска банка од 2017 година вели над 600.000 луѓе се оцелени од Република Македонија, од кои најголем број се млади. Со нашето доаѓање ние не очекувавме дека тоа веднаш ќе престане или дека тоа ќе помине за неколку месеци. Напротив, знаеме дека тоа е повеќе годишна битка која што треба ние сите како институции да испорачаме. Впрочем, една од стратешките приоритети на владата Република Македонија е интеграциите во Европската унија и во НАТО, каде што се смета дека на некој начин ќе се подигне стандардот во Република Македонија и сето ова ќе сопре. На микро ниво ние како владени институции секојдневно испорачуваме позитивни политики кои што на некој начин го смалува ова оцелување од Република Македонија, но можеби и тоа сето не е доволно. Затоа јас како директор на Агенцијата за млади и спорт ве повикувам сите оние што имате добри конкретни идеи да не ги на некој начин презентирате, па заеднички да ги спроведеме, се со цел да го стопреме овој екзодус на млади, особено паметни луѓе кои што се оцелуваат од Република Македонија и како што кажав и во ведното излагање, да си го најдат своето место од тука, да основаат семејство и секако да дадат допринос во Република Македонија. Благодарам. Благодарам. Најпрво да ви се представам, јас сум доктор Вера Симовска, представник сум од невладината организација ХЕПА Македонија. Сакам да дам еден предлог во однос на подобрата соработка помеѓу владата и невладиниот сектор. Значи, мојот предлог е да се селектираат невладини организации каде што имаме експерти, независни експерти во Европската комисија, кои што работат на европските стратегии и политики, нивниот развој, имплементација, со тоа што многу поедноставно и полесно ќе можат истите да се имплементираат и во нашата земја. А ние имаме такви невладини организации, каде што имаме експерти кои што не се политички определени, не се членови на партии, затоа се во невладиниот сектор. Тие секако да се направи една, предлагам, листа, регистар и да се вклучат како, значи, соработници, приоритетни соработници во изготвување на сите стратегии. И второ прашање имам директно до директорот на Агенцијата за спорт и млади. Во однос на стратегијата за спорт ме интересира дали имате некакви развојни планови за развој и имплементација на социолошките аспекти на спортот во рамки на Еразмус, програмата спорт кој што интензивно се, значи, имплементира. Тоа се уствари стратегии и политики поврзани со европските политики за спорт од аспект на социолошките, значи, проблеми и решавања директно поврзани со младите. Како експерт во оваа програма можам да кажам дека и директна соработка со Брисел, дека многу работи кај нас не се ниту спомнати, а далеко тоа такви стратегии да се развијат и имплементираат. Ви благодарам. Добар ден, Ленче Христова од Организација на жени од Струмица. Ја поздравувам денешнава иницијатива и верувам дека ваквата пракса ќе продолжи и во иднина, како што и самите нагласивте, барем еднаш месечно ќе има вакви отворени денови. Меѓутоа, со оглед на фактот дека доаѓам од внатрешноста, а знам дека има многу и други заинтересирани колешки и колеги од други граѓански организации кои што сакаат да присуствуваат на вакви настани, но не се во можност толку често да доаѓат, замолувам ако може да се изнајде начин, барем повремено, вакви отворени денови да се организираат по региони, со цел што повеќе граѓански организации да бидат вклучени во овие процеси. Ви благодарам. Зенит, согласам со оно што го кажа претходните говорници од граѓанскиот сектор околу потребните измени што треба да се направат во пристапот кон соработката меѓу владата и граѓанските организации. Ќе се надоврзам на оно што го спомна Александар Колекевски за учеството во секторските работни групи. Е за поздравување што се отворија конечно секторските работни групи со две забелешки. Едната дека и ние сме вклучени како представници од граѓанскиот сектор, често пати немаме пристап до документите, и тоа основните документи на тие секторски работни групи, например секторски плански документ. И поради тоа не е ограничена можноста да дадеме еден суштински придонес во нивната работа. Второ, ваквото вклучување се заснова на добра волја на одредена институција, која што е носечка во одреден сектор. Не е институционализирана таквата практика, не е кодифицирана, било во деловникот на секторските работни групи или во други документи. И од тука може да се смени за кратко време или со промена на власта која што има некакви друг пристап кон граѓанските организации, таквата вклученост ќе изостане.
Од тука овие практики секогаш треба да настојуваме и се надам дека владата ќе ја кодифицира ваквата практика на вклученост на граѓанските организации во секторските работни групи. Посебно што и сега имаме ситуација кога одредени секторски работни групи се затворени за представниците на здруженијата и фондациите, например секторската работна група за конкурентност и иновации. Уште една работа би додал околу другите инструменти кои што се кодифицирани, например проценката на влијанието на регулативата. Би бил одушевен доколку владата создаде механизам во кој што ќе се контролира квалитетот на проценките на влијание на регулативата и во случаите кога не се исполнети одредени стандарди, посебно за консултација со сегнатите страни или за креирање на работни групи во кои што има представници на повеќе засегнати страни за предметниот закон, таквиот акт нема да може да продолжи на седница на влада. Ова го зборувам причина што се уште ако се погледнат многу од извештаите за проценка на влијанието на регулативата, честопати како консултирани страни се спомнуваат само други министерства. Не е тоа основната причина поради која се воведе овој инструмент, или пак имаме проценки на влијание што воопшто не се оствуваат ни фискални, ни било кои други влијанија што се спомнуваат во извештаите. Благодарам. Сојуз на борците на Македонија го поздравува ваквиот метод на работа, што го практикува од сега владата на Република Македонија. Второ, Сојуз на борците остварува успешна соработка со владата и со министерствата и дава целосна поддршка на планираните реформи и се она што го презема. Она што сакам да го потенцирам, дека после она што се случи пред неколку години со исфрлување на главниот одбор на Сојуз на борците на Македонија од инвалидскиот дом, Сојуз на борците, како и според нашиот целосен увид во Република Македонија, се наоѓа во една неверојатно тешка материјално-финансиска состојба. И мислам тамо веќе се преземаат мерки во разговори со владата за да одредени прашања да бидат разрешени. Ова што сакам посебно да го, ја како историчар, правев увид во целата состојба на спомен обележјата на настани личности од НОП, кои што се културно, историско наследство на оваа нација, на овој народ во Македонија, се наоѓаат во многу лоша состојба. Костурници разрушени, оштетени, неуредени, сега направиме еден увид на народните херои во гробиштата Бутел. Тоа е страшна ситуација. Паднати букви, не се знае кој што е и така натаму. Меѓутоа, мислам дека имаме разбирање и во наредните чекори, во контактите со министерствата, ќе најдеме одредени решенија за сите овие. Ја посакувам многу успешна работа и вако метод на работа, на консултации и на разговор по сите овие прашања. Благодарам. Владата и граѓанскиот сектор, номинирана како да го представам секторот спорт. Оно што сакам да алармирам, ќе бидам многу кратка и прецизна. Ние до сега навистина многу добро соработувавме со Агенцијата за млади спорт и со вас, директора, на многу значени проекти. Меѓутоа, оно што ние го видовме дека навистина постои многу мала заинтересираност на спортските институции, федерации, организации да учествуваат во граѓанскиот сектор. Имено јас верувам дека и многу бевме малобројни оние кои што се пријавивме и се само номиниравме од спортскиот сектор. Тоа е еден голем проблем затоа што верувам дека треба да бидеме нели консултирани, вклучени во креирањето на политиките. Знаеме дека сега ќе се формира и телото за измени на законот за спорт, национална стратегија и така натаму, и оттаму повикувам дека ова нека биде еден вид на аларм дека дали поради нивна мала заинтересираност, дали поради трендот до сега што бил, меѓутоа ете спортските организации не се вклучуваат. Ние како граѓанска организација даваме сеоција, меѓутоа постојат уште многу други кои што се на маргините, кои што не се вклучени. И уште една забелешка е да номинирате, ве молам, представник од Агенцијата за млади спорт, која што ќе биде членка во советот, затоа што нема. Речи се од сите министерства има, меѓутоа од агенцијата нема и ми е многу тешко да мислам дека ќе биде многу полесно ќе има диалог и ќе може директно да зборуваме, да разговараме за оние битни, горливи прашања. Ето, овие се две забелешки кои што мислам дека ќе придонесат и за вас како агенција и за нас како на граѓанскиот сектор. Благодарам.
Фала ви за организација на денешната средба и фала ви што ќе има посебна ваква средба за абсорбција на ИПА средствата. Имам тука многу што да ви кажам, да ве чекам. Едно прашање за денес. Бидејќи Советот е веќе конституиран, работи, многу беше демократски процесот на избор на представници на граѓанските организации, тоа е супер. Само што ние, например, јас не знаев дека воопшто имало седници до сега. Моето прашање е дали ќе се формализира или дали можеби веќе донесовте деловник, било какви правила на работа за комуникација со другите организации. Предпоставам дека тука репрезентативната демократија треба да дојде на сцена. Гледам тука представник од нашиот сектор, од реформа на јавна администрација, односно добро управување, како беше првиот сектор. Предпоставам дека ние би требале да имаме некакви средби по тоа со представниците во поширок состав, нели? Така што тоа е главно. Фала ви. Првенствено од доктор Вера Сирмовска во однос на стратегијата за спорт и вклучување на сите оние социолошки аспекти кои што треба да бидат вклучени. Почетокот на оваа година започнавме исто така процес во однос на стратегијата за спорт и изменување на законот за спорт. На исто ваква тргалезна маса, на еден ист ваков начин влеговме во процес на консултирање, каде што сакаме првенствено да видиме кои се потребите во спортот и дали има потреба за измени во законот за спорт. Секако ќе бидете поканети на следните средби кои што планираме да ги организираме и во ова лето, каде што веќе есента при крај на оваа година ќе започнеме со процес на менување доколку има потреба на истото. Ќе се пофалам да кажам во однос на користењето на средствата од програмата Еразмус и во однос на европските фондови. Како Агенција за млади и спорт добивме проект 192.000 евра за недела на спортот, кој што ќе биде спроведен во месец септември. По завршувањето на оваа средба ќе си размениме број каде што дополнително ќе ве побараме за да се вклучите во имплементација на целиот овој проект. Ќе ни биде драго со вашата експертиза и со вашето знаење да допринесете во процесот на имплементација на овој проект, така да сето она што мислите и сето она што можете да помогнете, ве повикувам да ни помогнете, затоа што имаме реална потреба од помош во однос на овие социолошки аспекти. Силвија, во однос на затвореноста на федерациите и невклученоста на истите на еден ваков начин на дискусии, соработки, процеси во однос на соработка. Се согласувам, затекнавме федерации кои што пред се затворени, пред се кои што не кореспондираат со законот за здружение на граѓани и фондации врз основа на кои што се водат, конкретно и законот за спорт. Полека, но сигурно почнуваме да ги отвараме, да им укажуваме дека треба да се вклучуваат, да дадат свој допринос со вклученост на идеи кои што ќе произлезат од нивна страна, но секако и од граѓанскиот сектор и не само од граѓанскиот, генерално и од истакнати спортисти кои што дополнително со нивното знаење ќе допринесат во развој на одреден спорт или одредена федерација. Планираме за брзо време да имаме состанок со сите федерации каде што ќе бидеш повикана, каде што ќе можеме дополнително да работиме на себе ова. Јас сум отворен за соработка и во однос како во однос на младинскиот дел при Агенција за млади спорт, така и во однос на спортот. Се затекнавме систем кој што буквално беше руинисан, буквално затекнавме федерации кои што дел не функционира, дел беа на маргините на нефункционирање, така да се надевам дека во периодот што следи ќе успееме колку толку сите оние работи што може да ги справиме, а во однос на членка на Советот, до крајот на денот јас првпат се соочувам дека треба да се прати до Советот, до крајот на денот ќе ви биде испратена членка на Советот. Ви благодарам. Абсолютно сте во право, благодарам за забелешката. Некако стихино почна овие 3 седници, се окупиравме со акцијскиот план, се договоривме на една средба, вчера имавме некој семинар, дека дефинитивно мора како правило да го воведеме, што не е апсолутно доволно, но после секоја одржана седница Советот да има јавен настан пресконференција на која што ќе соопшти што се разговарало. Тоа е само една работа заради комуникација со јавноста, но она што е поважно, а тоа е што ние членките на Советот, иако деловникот за работа апсолутно ни дозволува, разговаравме дека треба да седнеме многу скоро и да дефинираме начин на или структура на комуникација наша со останатите граѓански организации кои што се во делокругот во областа која што ја представуваме
И некои од колегите, барем по повод оваа стратегија, мислам дека ги консултираа своите мрежи пошироки, веројатно не сите. Така што сосема сте во право, наместо вие забелишката, треба тоа да се направи по сите сектори и области и се надевам дека ќе имаме исчекор на тој план во многу блиска иднина. Доаѓам од село Јанче, Маврово, Ростуш општина. Иначе сум, да кажам, член и фондатор на неколку невладини организации изминатите години, како и Slow Food, Шапланинска. Да ви кажам, овие неколку години тотално се повлеков од активностите на невладиниот сектор, затоа што едноставно не функционираше. Ние не беме воопшто земени во консидерација од ниеден аспект и дури ни настана големи проблеми во активностите и во самиот живот во живење. Сакам да нагласам дека руралните средини навистина се специфични. Јас секој сум рекол, сум присуствувал 10 години на овие активности, значи изминативе години, и кај сум присуствувал дури на локално ниво, ви кажувам, барале да не сум присутен во општината за да се организираат округли маси во општината. Со новата гарнитура, да кажеме сега на новиот граначалник, сум предложил неколку пати да направиме неколку пати бар, ако не месечно, барем на 2-3 месеца, вакви округли маси да ги слушнеме проблемите, затоа што навистина работите се ептем критични во Маврово Ростуше. Самата ситуација мислам дека е глобален проблемот во Македонија, самата ситуација на поставеноста по долгиот период на миграцијата, последнава година можам да ви кажам дека се иселени најмалце 150 млади луѓе. Тоа е страшно. Зборуваме за закони, законите постојат и се пишат и се изменуваат, тоа е нормално. Ја ќе ви кажам, ако отидете на шалтер и денеска сабајле пред да стигнам тука, отидов во Маврово општина, нема име и презиме кој е кривецот што ми ја кочи целата работа. И денеска му викам дури на службеникот, луѓе, уште ли? Викам, ако некој ја сгрешил работата, треба да има и презиме. Не може да само да каже, не сум ја, тој, ово и оно и не е присутен. Значи, нема казна. Штом нема казна, ние можеме да зборуваме колку сакате за закони. Законите, кога ќе појдете вие до шалтерот и ќе ви кажат не збев јас, човекот грешил или знаеш неписмен или не знам што, тоа не е мој проблем. Ја барам име и презиме и некој треба да ми одговара за тоа што јас сум изгубил и време и средства. Да не должам, ја поздравам уште еднаш оваа иницијатива, значи мислам дека ќе придонесе многу во иднина, ако навистина реално се дискутира, затоа што дека Македонија е еден град, сите се знаеме. Горе-долу знаеме кој колку е моćен и што е моćно и реалноста. Само да престане да функционира тоа што е грешка и што странците редовно го критикуваат, пошто јас сум живел и надвор и имам многу контакти со странство, треба да престане во Македонија брат. Значи, работите треба да функционираат законски. Нормално дека сек да има присуство и толеранција и познанства, тоа е нормално, никој не може да го спречи, али за жал во Македонија 90% функционира информацијата, вршењето работите на брат. Од ресурсен центар на родители на деца со посебни потреби. Ја поздравувам иницијативата и само имам едно кратко прашање. Каде се влезени лицата и децата со посебни потреби, бидејќи многу се обеќаше, ама некако се уште стои во место? Јас сум Сарита Конеска од Хуман свет. Сакам само да ве поздравам и да предложам во иднина колку повеќе може да се подржуваат помалите вакви организации, здруженија и да се помагаат нивните проекти за да се зголеми мотивацијата кај нив за работа и за активирање. Добро, ви благодарам и пред се и благодарам и за учеството и коментарите. Овој тип на дискусии на меѓусебна комуникација фактички ги не доведи до решенијата за голем дел од проблемите за кои што разговараме. Ние дека сме, што вика Дарко, ни најпаметни, ни најмногу знаеме и овде доаѓаат добри предлози. Како што беше добар предлогот за регистар на експерти што ги имаме, кои што работат во европските институции, апсолутно да, особено нас ќе ни користите на таква информација, ќе знаеме да ги користиме. Како што е апсолутно добар предлог да повремено овие средби ги одржуваме и во другите градови, па теку Струмица на премиерот Тенки одговара го биде. Да се вратам на другите малце теми. Ај ќе фатам се од крајот. Значи, делот на поддршка на помалите организации, мислам дека во Македонија премногу долго беше
владееше впечатокот дека невладините организации треба да бидат финансирани претежно од надвор, од странци, од меѓународни организации. Ова влада во буџетот има значително зголемен буџет и следната и ќе се зголемува за поддршка на невладиниот сектор, но пред се тоа мора да биде на транспарентна основа и врз база на основа на јасни критериуми. Затоа што нормално и од интерес е пред се на државата да имаме развиен граѓански сектор. Прашањето во однос на родителите и децата со посебни потреби наистина треба постручен одговор. Ќе кажам нешто што ние направивме, не е многу, ама вчера го пуштивме во употреба новиот веб-сайт на Министерството за информатичко општество и администрација, што е прв од веб страните на министерствата кој што е достапен за лица со посебни потреби. И го промовиравме вчера. Првото мерење беше дека 87%, доста 97%, ете сме кренали малце, не опоменаа нешто, па направивме, па сега сме 97%. Океј, ова ни е прв, Мио Ауди истрчува што се вика на терен прв и подоцна сите веб страни, сите институции ќе се адаптираат по овој урнек, значи брзо ќе следи тој. Тоа е во овој дел што јас можам да зборам. Од Министерството за труд и социјална политика дефинитивно повеќе информации ќе може да кажат за оваа работа. Во делот на без некој ред идам, само што на крај сакам да зборам за оно што го кажа Александар Одзенит. Господинот од Јанче. Ова го сваќам и како еден коментар што не сои на администрацијата. Ја во основа доаѓам од приватен сектор. И прво, мислам, Министерство за информатичко општество и администрација не е шеф на сите административци, ни креираме политиките само. Ама факт е дека мора да се има систем на ефикасност, треба да се има и систем на одговорност. Во некои работи и системот ни е така поставен и луѓето се такви, да бидеме искрен, нема да ги оправиме. Што и да правиме со одредени луѓе. Ама едно од мерките што ги превземаме за да тоа повеќе не е така на повеќе места каде што можеме, најмногу каде што можеме да стасаме, ние ќе го централизираме шалтерскиот систем во Македонија. И ова е нешто што не сме го најавиле многу гласно, ќе го најавиме кога сме малце поконкретни во наредните месеци. Целта ни е да ги одземеме шалтерските служби на оние институции кои што имаат најчеста комуникација со граѓаните и да ги централизираме. Граѓаните кои ќе влезат во било кој од овие сали за едно шалтерски систем, една точка за услуги, ствари ги викаме, да се чувствуваат како доаат во едно сосема друго место, пријатно се чувствуваат. Океј, јасно ми. И јас лично се сочувам со... Затоа велам. Прво имаме, ќе се обратите до институциите за да реагираме. Има инспекции за таа работа. И се обратите тука веднаш ќе реагираме. Долгорочно проблемот го решаваме со централизација на шалтерските служби, кај што овде од централно место, од владата ги водиме. Не верувам дека ќе успееме да влијаеме на сите институции да го сменат начинот на размислување. Имаме работа со менталитет веќе овде. Не е нешто што се менја со закон. И втората работа е дигитализацијата на услугите. Што е поголем број на документи, услуги и така натака, наместо одите по шалтери да ги добивате на вашите паметни уреди. И така, веќе конкретни чекори од оваа година, секоја година се повеќе број на услуги да се добиваат. И она што беше во делот на проценката пред се за влијание на регулативата, тука сакам да кажам и пристапноста до одредени документи. Најискрен да бидам, и ја немам пристап до одредени документи, кој ги барам. Дел од причините некојаш затоа што ги нема. Нема архива. Имаат институциите. Нема. Тоа на хартија само постои. Не постои реално. А втората работа е дека, како што ја го кажав, се работи за навики. Институциите не се навикнати да им даваат пристап до документите некој ги бара од надвор. Обично обратно им викале, немој, ќе не разберат. Упратен е сега пристапот. Ние и во делот на класификација на документи. Ние не викаме кои документи треба да ги декласифицираме,
Него ние се прашуваме само кои документи треба да останат класифицирани, што се од важност на државата, безбедност и така. Се друго треба да е јавно. Ама имаме работа со и немање на доволно капацитети, немање на доволно некогаш и знаење, некогаш никој не ни дал знаење. Но она што можеме да го направиме заедно и ние институциите и граѓаните да се учиме. И она и јас на ниво на влада и дел од колегите, добро, некои се сведоци, некои не. Во делот на проценка на влијание на регулатива им изрекуваме опомени јавно на влада, на останатите колеги министри кои што немаат квалитетен документ за проценка на влијание, го гледаме тоа, пишале дека формално нема финансиски импликации. Секој знае дека има финансиски импликации. Или се консултирале само со институциите, ги гледаме тие работи. И се договоривме, имаме период на опомена, тој период од прилика завршува, и од сега па натака, како што финансии враќа нешто кога вика нема пари за тоа, ние ќе враќаме кога ќе нема реална, квалитетна проценка на влијание на регулатива. Прво беше да ги научиме дека мора да има, пошто никој не го правеше тоа. Па сега одиме следниот чекор, ај сега се научиме за квалитетна проценка на влијание на регулатива. Ја не знаев, и јас се учам во процесов како треба тие работи да се прават и пак ќе се навратиме дека не често не е од несакање, на немање на доволно капацитети во одредени институции. Не зборам тука за министерство да има доволно, но одредени институции пониско и немаат капацитет за да може да направат соодветна и квалитетна проценка за влијание на регулатива и затоа разгледуваме и начини и за измена на овие процени што се прават, за да станат многу поедноставни за административните службеници кои што ги изготвуваат овие проценки, за да можат да ги направат реално и тие реално да осликуваат состојбата. И тука, отприлика, мислам, ќе завршам со коментарите. На крајот уште еднаш да ви се заблагодарам. Да ви кажам дека и она што го правиме цело време, особено го цениме, но особено ни се важни ваквите средби. Паѓаат предлози, ќе слушнеме нешто интересно, ќе го спроведеме. Да останеме во постојана комуникација, да доаѓаат и следните средби, и во друго место се, и да продолжиме да ги поставиме основите на една системска и структурирана соработка помеѓу институциите и невладиниот сектор. Благодарам. Благодарам министер Манчевски, благодарност до председателката на Советот за соработка со граѓански сектор, благодарност до директорот на Агенцијата за млади и спорт и благодарност до представниците на граѓанските организации. Многу ни е значаен вашиот придонес во создавање на овој систем на месечни, еднаш месечно отворени денови, кои што ќе се потрудиме да ги направиме уште поефикасни, што повеќе представници да може да земат збор. Најавуваме дека следните ќе бидат тематски, оставаме можност некои од нив да се организираат и надвор од Скопје. Уште еден краток коментар, можеби сте го слушнале и до сега како најава, дека во процес сме повторно со поддршка Националниот демократски институт NDA на изработка на адресар на граѓански организации. Тоа ќе биде адресар кој што владата го изработува, за да им помогнеме на институциите кога пребаруваат по сектори, по теми, полесно да можат да ги најдат контактите ваши, во зависност од областите во кои што работите. Во името на владата, на кабинетот на премиерот, ви благодарам уште еднаш за присуството.